Копилиња во македонското новинарство има. Тие се качени на бродот Титаник и се препознаваат. Жал ми е што некој од нив ќе заврши само како данашни затајувачи. Но не е проблемот во копилињањата. Копилињата во политичките и партиските ергели се многу поопасни, поагресивни и демонски настроени врз слободата и демократијата. Ова денеска протест е сосема легитимен протест на еден континуиран бунт на новинарите кои се обидуваат барем елементарно да стават некаква брана на полуписмени, полунезнајни, полубандитски партиски функционери за кои веројатно партиските шефови треба да се справуваат, а ние треба и натаму да ги гилотираме на начин на кој тоа се додека во оваа држава со нас, со јавното мислење, се обидуваат да владеат разни бекировци, мекировци, сенџировци и додека зад нив стојат разни ментори, без оглед дали се тие од досегашната власт, сегашната опозиција, од стравот од сегашната актуелна владеечка гарнитура која мора да преземе решителни чекори за справување со насилништвото, се дотогаш новинарите имаат право својот интегритет да го бранат и да знаат дека нивната единствена рожба е слободата и новинарството. Се чувствувате ли заштитен како новинар? Предолги години сте на новинарската сцена, ве знаеме многу одамна. Се чувствувате ли вие како новинар заштитен воопшто? Јас би го превртел прашањето. Како се справував со најавите, со директни татаци кога бев загоросен? Моја мала ситна филозофија на животот беше дека треба да се издржи првиот удар, а потоа се влегува во многу порешителна битка. Но знаете како, не вреди веќе да се занимавате со тоа дали ве испишале низ цела Македонија дека си шиптар или дека бандитите околу поранешните министри ти пукаа во врата дома или ти се закануваа по телефон или си меѓу 5 најприслушувани новинари во Македонија. Тоа е ирелевантно. Јас сум беззначајна фигура во овој аспект на решителната актуелна битка за новинарството. А не затоа што нема вакви премрежја и во другиот дел од светот. Погледнете сега што се случи со Малта и со Словачка. Дали нам тоа ни треба? А ние бевме на минимум граница. Дали тоа е минимумот за да заминат овие бандитски варијанти кои се уште мислат дека владеат со оружјето и со парите? Двајца новинари убиени токму така како што кажавте вие, дали сме се уште на таа граница и кај нас да се случи тоа? Јас лично мислам дека теконо не сме на таа граница. Најлесно е да влезеш во таа перцепција, теконо не сме, но ако вака киниса, тешко дека ќе може да се справиме. Знаете што, јас бев и на сите воени боишта, и таму каде што Бекир Асани бранеше или напагаше, но никој од неговите соборци, ни тогашниот командант Али Ахмети не се дрзна да не нарече Копилиња. Не заради тоа, туку стравува и има доверба во моќта на новинарите кои тогаш застана за нивните основни премисија, тоа е слобода, демократија и човекови права.